Струмичките земјоделци апелираат до платежната агенција и Министерството за финансии веднаш да се пуштат субвенциите за минатата година од и тонат во долгови. Се прашуваат, ако буџетот е ликвиден, зошто Министерството за финансии не ги пушти сите пари одеднаш, туку се оди етапно. Велат дека минуваат тешка сезона, со огромна мака, ниски откупни цени и големи кредити. Как ќе се одужиме, јаго? Задужуваме се за капки, за најлуме, за шипки, за се задужуваме. Как ќе се одужиме? На крају ќе стане страмота, а некој да ти дојде дома борчо да се тера. Нема чаре, другар, дек сме задужени, не може да се плате, нема за живот пари. Това е, ја го и ледарка работат работниците. Залката за никоде. Се мачеме како грешни ѓаволи. Не знам, на дека оде таа работа што ја викаме на Струмички. Речиси сите земјоделци пред објективот на Канал Вист тврдат дека за лани немаат добиено субвенции. Се надеваат дека денове на нивните сметки конечно ќе легнаат парите од државата што со месеци ги ветува. 2016 не сме добијали оште. И дали ќе добиеме еднаш викат во исплата на земјоделци субвенцијата, некој вика што ја знам там как се они договарат, нема оште исплата. Нема оште добиено. Сега се надееме дека ги земе. Нели, кажават ќе ги пуштат. Това ние не го знаме. Ние знаме само кога сме должни да си дадеме нашиот долг, па кој има побаруване нек ни дадат. Министерството за финансии вчера соопшти дека се исплатени 7,5 милиони евра. Целосно биле подмирени субвенциите за 2015-та, а за 2016-та исплатени се субвенции за млеко и оризова арпа, но не и за градинарството, лозарството и овоштарството. Земјоделците кои што се на обработливите површини и ја почна новата производствена сезона, бараат од Министерството за финансии веднаш да почне со исплата на субвенциите и од минатата година, бидејќи како што тврдат, биле премногу задолжени.